Советодавниот комитет на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства во Советот на Европа вчера во албанскиот град Подградец уствари средба со македонското малцинство во Албанија. Исто така се запозна представници на Советот на Европа за дека македонците официјално се признаваат во Албанија само во Мала Преспа, додека тоа право го немаат македонците во Голобрдо и во Горе, како и во другите градови кои живеат во Албанија. Исто така се разговараше за образованието на македонците, дека само во Мала Преспа се учи македонски јазик во школите, додека тоа право го немаат во Голобрдо, во Гора и во градовите кај што има македонски деца, како и за притисокот што албанската држава изминатите години го правеше посебно во Голобрдо со курсевите за македонски јазик, како и други проблеми што ги засегаат македонските малцинства. Но едно од најглавните прашања за кои се дискутираше сега го беше и пописот кој што треба во октомври да се организира во Албанија. Македонското малцинство кажа својот став дека овој закон за попис е дискриминирачки за македонското малцинство и во овакви услови не може да има фер и регуларен попис во Албанија. И затоа што ова е мислење не е само на македонското малцинство, туку и на сите малцинства кои живеат во Албанија, и затоа сите малцинства се обединети против овој закон за попис, поготово член 20, кој што предвидува и казни за тие што ќе се изјаснат за неалбанци. И од представниците на Советот на Европа добивме гаранција дека тие ќе го следат овој процес, дека и тоа што Албанија спроведува попис врз етничка основа е барање од Советот на Европа и Албанија ќе биде приморана да спроведи попис врз основа на етничка основа и нема така лесно да го извини пописот, но исто така од наша страна беше укажано на притисокот од националистите и од албанските медиуми, кои што секој ден во албанските медиуми се врши психолошки притисок врз малцинствата да не се декларираат дека ако спротивно се казни од $1000, ако се декларираат за неалбанци да пазат при своето декларирање. И затоа му кажавме дека ние бараме бришање на овој член 20, затоа што прво постоењето на овој член од законот носи стравки малцинствата.